Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во ново издание на 24 анализа. Вечерашната емисија ја посветуваме, должно внимание би рекла, и му посветуваме на процесот на образованието, па веќе претпоставувате и според најавите од најавниот фошпан, наша гостинка е министерката за образование и наука Весна Јаневска. Министерке, благодарам што ја прифативте поканата и на крајот на годината да направиме една сублимација што и како се помрднали некои процеси во оваа сфера што ја раководите. Благодарам за поканата, добро вечер. Така. Денеска ве видовме со изјава околу можноста за пролонгирање, нели, за распустот, за почнување малку порано на распустот, и веројатно сте најнепосакуваната министерка денеска, бидејќи рековте не ќе се учи до 31, па еве вечерва почна и да врни, па некако и временските прилики ви одат во прилог на вашата одлука, нели, да не сепак да не почнува порано, нели, распустот, зимскиот распуст за учениците. Така Кои параметри треба да се исполнат за да почне, нели, за да се донесе одлука за порано стартирање на така зимскиот веројатно распуст? денес ми се лути и многу наставници, и многу родители, и веројатно и дел од учениците, но постои процедура за не може арбитрарно министерот да одлучи што ќе прави во врска со распустот, продолжување, скратување на учебните денови, односно учебната година, си постои процедура и параметри. Всушност, колку е загаден воздухот и дали треба да се превземат одредени мерки, по информација од Министерството за екологија одлучува Министерството за здравство. Ние постапуваме по одлуките на Министерството за здравство. Кога настапува загадување на воздухот, се придржуваме до препораки кои ги направи заедно со Министерството за образование, де факто Министерството за здравство, заедно со Светска здравствена организација. Препораките се различни за различен степен на загадување. Наједноставните кои на сите им се познати, но не е лошо да ги повториме, и дека кога загадувањето е големо, не треба да се излегува надвор, не треба изразена физичка активност надвор, особено по возрастните, хронично болните, бремените жени, треба да останат во затворена просторија, таа да биде прочистена, да се проветри таа просторија тогаш кога загадувањето е најмало, да не се изведува физичко воспитување надвор на отворено, туку во сали, или да се избегне ако нема услови за такво нешто. Тие препораки се доставени за сите степени на загадување, се доставени до училиштата и наставниците, менаџерите на училиштата, директорите и целиот менаџмент се добро запознаени со нив, и доколку навистина се случи ексцес, да речеме нагло се случи загадувањето непредвидено, не знам, испушти некој производител огромни количества на PM честички, чад, пожар се случи или било што, тие треба да се подготвени, јас верувам дека се подготвени да ги спроведат овие препораки. Се разбира, после употребата на маска доаѓа наред и други некакви активности, но јас и денес реков, иако може би не се служуваат сите со мене, дека е добро учениците да одат на училиште, но првенствено ќе се грижиме за нивното здравје. Тогаш кога Министерството за здравство ќе даде препорака за прекин на наставата, во истиот момент ќе ја прекинеме, како што тоа го направивме кога изби пожарот. Тогаш рековме, се ослободуваат најблиските две училишта, се препорачува онлайн настава, да продолжат со онлайн настава, и штом спадна PM частичките во воздухот, децата си продолжија со редовна физичка настава. Инаку, еве, во прилог на ова што го кажав, е дека пред извесен период, можеби 10 дена наназад, присуствував на една анализа, која не покажа нешто што е нечуено и невидено, што ние сите го знаеме, но сега е и докажано со факти. Учениците кои се помалку присутни на училиште постигнуваат помали резултати. Од тука
како министер за образование имам и одговорноста и да информирам, но и да се потрудам да спроведам се, за да постигнеме подобар квалитет во образованието, односно нашите ученици да знаат повеќе и да се на знаење соодветни на нивните врсници во другите земји. Така, но велите дека повеќе знаење покажуваат кога се поприсутни во училиштето, толку кога тоа го прават од далечина или од дома, да речеме. Така е. Ајде да почнеме со она што е сега актуелно овие денови поврзано со образованието, тоа е стратегијата за развој на образованието 2026-2032 година со акционен план 2026-2028. Чи нам не погрешив, стратегија е ставена и на ЕНЕР, на јавно читање, како да кажем. Какви се досега, имате ли вака реакции, некои дојден од одредени групи наставници, од фелата, од научници? Што информации стигаат до вас околу вака конципираната стратегија? На моје големо задоволство нема замерки на стратегијата, освен една, и ќе ви кажам. Предпоставам дека тоа е резултат прво на долго месечното подготвување на стратегијата и вклучување на огромен број на наши партнери. Значи, не ја правевме сами во Министерството стратегијата, ни помогнаа нашите странски партнери, Светска банка, УНИЦЕФ, ГИС, UNDP, Швајцарската амбасада, но ни помогна и нашите домашни партнери, институции кои се под МОН, Државен просветен инспекторат, Државен испитен центар, Биро за развој на образование, Центарот за средно стручно, Центарот за образование на возрастни. Беа вклучени околу 100 луѓе во конципирање и креирање и на програмата и на акциониот план, но беа направени огромен број контакти, анализи на околу 5000 луѓе кои се стручни во таа област. Професорите од филозофски факултет исто така помогна и верувам дека тоа што нема значајни замерки е резултат на оваа транспарентност и широчина со која ние работевме за да ја донесеме оваа стратегија, не програма, се извинувам. Она што веќе сум го кажала, но ќе го повторам и за вас, има една голема, огромна реакција на неколку здруженија на граѓани кои реагираат на терминот род употребен во стратегијата. Ги информирам секаде каде што имам можност, па еве и кај вас, дека терминот род и во стратегијата е употребен во правец на разликување на полот, машки и женски пол, и кога зборуваме за ученици, зборуваме за момчиња и девојчиња во стратегијата. И само да подсетам дека на многу и значајни настани кои се случуваат во земјата, и меѓу домашни партнери и меѓу домашни и меѓународни партнери, родот се користи во терминот род се користи за одредување де факто на полот, машки и женски, и како пример велам, ние бараме родова еднаквост, на пример во она што се вика класични машки професии, нели, во технолошките науки, во STEM науките, во информатиката, но секако и обратно. Имаме повеќе учителки, помалку учители и така натаму, значи за тој родов баланс станува збор. А што беше реакцијата, на што се однесуваше на овие што велите неколку здруженија околу родот? Не се согласуваат затоа што мислат дека во стратегијата, за жал имам впечаток, како некого навредам се извинувам, дека и не ја прочитале баш сите, за да видат дека терминот род се користи за полов баланс. Сметам дека се поусмерени во своите мисли, дека станува збор за родова определба или сексуална определба, би рекла кај луѓето, или трансполова некаква определба, што во стратегијата воопшто не се спомнува, иако е многу важно да кажам и сметам дека сите тоа треба да го знаат. Нашите ученици на анкетите и нашите наставници на анкетите велат дека нашите деца во 9 одделение и во средно образование треба да имаат
познавања од предметот, например, сексуално воспитување во правец на половите разлики меѓу машките и женските, половите органи, нели, биологијата има делови со запознавање на овие факти во дел од некои предмети, например во биологијата, но побарувањето и поголемо, затоа што во Македонија се уште се случува да се појавува несакана бременост во многу рана возраст, па од тука смета дека треба да имаат некакви познавања и за опасностите при рано влегување во сексуален однос, и за заштита при сексуален однос, и тоа го одобруваме во 9-то и понатаму со слободен изборен... со слободен изборен предмет сексуално воспитување, кое децата, предпоставам, во комуникација со родителите ќе го изберат или нема да го изберат. Тоа ќе биде, значи, изборен предмет, така? Изборен предмет. Од кога планирате да се воведе тоа? Тоа е веќе воведено. Тоа е веќе воведено, да. Добро. Интересот што велат, имате ли фидбек, да речеме, од... Има интерес. Знаете сега, интересот зависи од многу нешта, од културолошките навики на населението, од географските пределби, од урбана и рурална средина, но како и да е, меѓу младите постои таков интерес и како одговорни за образованието, ние во МОН сметаме дека е подобро тие во училиштето, отколку од социјалните мрежи да се запознаваат со биологијата на телата и со, нели, она што значи и биологија на сексуалниот однос, но и несакани последици од непознавање на она што може да се случи. Така. Стратегијата е насловена како стратегија за развој на образованието, а ги опфаќа и децата од предшколската возраст, значи уште од забавиште, ако можам да кажам. Зошто уште од забавиште? Затоа што забавиштето или градинката, како што ние ја викаме, не е само место за чување и негување на децата, туку децата уште на таа возраст, соодветно на својата возраст, 4-5 години, веќе треба да стекнуваат некакви знаења кои се ограничени соодветно за возраста. Анализите покажуваат дека децата кои одат во градинка се поспремни да влезат во прво оделение и постигнуваат во првите 3 години подобар успех од децата кои воопшто не биле во градинка предходно. Ние имаме мал опсег на деца во градинката, во зависност од Европската унија, например, кај нас некаде околу 45%, во Европска унија нешто над 95%. Двојно, значи. Огромен јаз, и неопходно е да ги вклучиме и најмладите во тој воспитно-образовен процес. Чувањето и негувањето е дополнително нешто што треба да го пружи градинката. Значи имаме докази дека тие што се во градинка постигнуваат подобри резултати, но кај нас има дополнителен дисбаланс. Во главном во урбаните средини децата се поподготвени, оние што одат во градинка, поподготвени за да влезат во училиште, за разлика од оние деца кои се во руралните средини, и тоа е резултат на традиционалниот начин на живење и на многу други фактори, но еден од значајните и овој. Вообичаено има места каде што се смета дека бабите, дедовците, останатото семејство подобро ќе се грижи децата, отколку кога децата се во градинката. Се разбира дека не секое семејство може да го пружи оној воспитен образовен процес кој децата ќе го добијат во градинките. Но ова треба да работиме, понекогаш можеби се и во право, можеби, има одредени случаи каде што се случиле немили настани, но се што треба да се превземе, во градинките да не се случуваат немилни настани, а опфатот да биде многу поголем. Еве, како да се смени мајндсетот, министерке, бидејќи велите дека е огромна дискрепанцата меѓу македонските деца и оние во Европската унија, каде што ние клониме како општество, се разбира, значи тоа е двојно повеќе. Како мислите да го подобрите овој процент, да речеме? Првенствено во урбаните средини ние немавме доволно градинки.
Треба, но во последниве години и пол не сум сосема сигурна, не ме фаќајте за збор, но мислам дека се изгради и почна да се изгради околу 70 градинки во цела Македонија, значи прво треба физички услови да направиме и еве владата работи на тој проблем, а во однос на мајндсетот треба многу повеќе пропаганда, би рекла, во која родителите и останатото семејство би стекнало доверба во градинките и се разбира да се откажат малку од она што е традиционално љубовта кон внучињата. Се разбира дека тоа не се прави во еден ден, но со полека и со добро смислени чекори полека ќе почне да се менува и тој мајндсет, но првенствено треба да имаме градинки. Се разбира дека има определени делови од земјата каде што е намален бројот на ученици и деца за во градинка и таму би можеле да се искористи веќе дел од просторот, да се преадаптира, додека во останати региони ќе мора да се доградуваат. Така. Ке треба паралелно, вие во други телевизиски настапи, вака и во изјави кога станува збор за стратегијата, велите дека треба не до едукација, туку едноставно и наставниците да бидат, нели, воспитувачите што работат со тие претшколски деца, да бидат подвргнати на нови научни, предпоставам, вештини, за да можат да работат со тие деца, па некако тој процес заедно ќе го туркате. Ќе се одвива. Да, знаете, промените што се случуваат во светот се случуваат секојдневно. Веројатно ова се некои бурни времења, може би и во иднина ќе биде така. Но исклучително е важно што технологијата многу брзо напредува и ние мора да го следиме напредокот на технологијата, без оглед што сме мала земја, што сме земја во развој, што не сме богата земја, затоа што ако не го направиме тоа, ние ќе останеме уште понеразвиена и изолирана. Не ќе можеме да се вклопиме во главниот тек, нели, на она што се случува еве во Европа, не мора да биде во светот. Од тука, она што наставниците го учеле пред 5, 10 или 15 години, а некои пред 20 години, е драстично променето. Учениците и потребите на учениците се променети, но променето и општеството и потребите на пазарот на труд. Сега не зборуваме за најмалите, туку за сите што би го завршиле средното, да речеме, образование, а потоа и високото. Од тука на наставниците им е стварно потребна поддршка од државата, да им помогнеме да ги совладаат овие новини во нивната област, во методологијата, во начинот на предавање. Знаете, кога, веројатно и вие кога сте биле на училиште, повеќе се бараше да се меморира, да се научи лекцијата и цела да се повтори. Помалку се бараше тоа што го учиме, барам во основното да го примениме. Но денес е различно, денес очекуваме првенствено да го разберат она што го учат, за да можат во иднина да го применат во сопствениот живот, па и во општествениот живот, во стопанството или каде и да се најдат. Од тука да, неопходно е да им помагаме на наставниците, ние тоа го правиме, има организирани обуки за наставниците, по она што така беше малку шокантно, дури организиравме обуки за вештачка интелигенција, за која јас исто така тврдам дека не смееме да ја пропуштиме, затоа што светот надвор од нашава земја и не само од нашата. Внимателно, нели, бидејќи таму може контраефекти да масивно ја користи. Не, го направивме тоа внимателно, почнавме со прирачник во кој се опишани добрите и лошите страни, опасностите, прирачникот и за наставници и за родители и за ученици, дистрибуиран, достапен до сите. Сега почна обуките. Оние што ги изведуваат, Innovate ни изведува една обука, добив информација дека се многу задоволни од прирачникот и се задоволни од оние кои присуствувале на обуката. И обратно, од наставниците кои присуствуваа на обуката, добив информација дека и тие се задоволни од знаењето кое го стекнуваат. Се разбира, треба да оди полека, треба да оди организирано и треба да биде сигурно.
Министерке, во услови кога имаме децата учат по застарени програми, наставни програми, тоа не е тајна и тоа не е благодарение на вас, туку многу години наназад, многу пропусти, многу влади направиле пропусти, што од објективни, што од субјективни можеби причини, и тоа да не навлегуваме. Сега сме таму каде што сме. Светот веќе влегува со таа вештачка интелигенција, неминовно е да се најде и во процесот на образование, па и во како да кажам, во сите сегменти, секаде, во медиумите, не знам, во производството, уште во здравството, секаде. Значи не може никој да биде исклучен. Како со овие наставни програми, како да фатиме чекор, да речеме, кога децата учат по застарени програми, некаде и по 10 години, по 20 години, ќе зборуваме и за новите измени што се планираат со новиот закон за средно образование. Така е, сосема сте во право, и ова е дел од стратегијата, мора да се менуваат наставните програми. Минатата влада направи промени во концепцијата и наставните програми од 1 до 6 одделение. Ние дел од концепцијата изменивме и дел оставивме да тече во континуитет, затоа што сметавме дека и за нас е прифатливо. Односно, прифатливо е, нели, најдоброто за учениците. Оваа година ги сменивме наставните програми за 7 и 1 клас. Сега ги менуваме наставните минатата година, оваа година за 8 и за 2 клас, и следната година ќе ги смениме за 9 и 3 и 4 клас гимназија. И тоа е неопходно од сите причини кои веќе ги набројав, да не ги повторувам. Во стратегијата исто пишува, ние не ја донесовме концепцијата за гимназиското образование, затоа што на понудениот предлог имаше бурна реакција. Од самиот почеток велам дека тоа не смее да биде така. Цела година се влече, знам дека некаде на почетокот требаше да се донесе. Точно рече се година, така, имаме време за да ја донесеме. Јас очекувам многу брзо после нова година да излезе втората понуда од Бирото за развој на образование во консултации со Министерството за образование и наука, да ја понудиме таа на јавност. Јас велам, доколку и таа најде насилен отпор, и таа ќе ја повлечеме. Ние мора да постигнеме консензус во образованието, особено со стручната фела, за да новата програма има некаков ефект. Апсолутно, тоа наставниците се тие што ќе работат по таа програма. Тие што ќе имплементираат, точно така. Каде беше отпорот? Знам дека на почетокот некаде беше отпорот околу предметите филозофија, дека нема да бидат, имаше такви тези. Ние понудивме после 1 година, ако не се лажам, или после 2, во 3 и 4 понудивме обврзни и изборни предмети во еден правец на технолошките, техничките науки и во друг правец на повеќе општествено-хуманистичките науки, при што професорите општествено-хуманистичките науки, бидејќи предметите им беа изборни, предпоставувам, помислеа дека можеби нема да бидат бирани, дека така ќе дојдат во опасност часовите кои ги држат, но и нивното работно место. Иако јас посочував на законот кој велеше дека може да има и менторски систем, што значи ако едно дете посака да учи, да речеме, филозофија, наставникот ќе го држи тој час и со едно. Признавам дека можеби идејата беше премногу револуционерна за да биде лесно прифатена, но и сега мислам дека беше добро решение за ова што се случува во напредните општества. Но бидејќи не е прифатена, треба да имплементираат наставници, ние ја повлековме. Знаете, имавме две контрадикторни мислења. Ако филозофите и социолозите се плашеа дека нема да бидат избрани, се плаши и математичарите дека нема да бидат избрани, ведејќи кој дете ќе одбере математика, физика и хемија, кога може да има психологија, социологија и филозофија. Се беше базирано на впечаток. Иако анализата велеше, анализата која ние направивме и луѓето кои ја правеа концепцијата, ја направија врз база на една голема анкета. Како и да е, не е страшно, продолжуваме и натаму да работиме, ќе донесеме нова концепција и за 3 и 4 клас ќе имаме нови наставни програми соодветно на потребите.
И во прва година ги сменивме, и во втора ги менуваме. Тие би требало да бидат заеднички за гимназиското, трета и четврта веќе да си бираат децата или да им понудиме на децата она што е од нивни интерес, каде што тие можат најмногу да дадат всушност. Нели, тоа е поентата, ученикот да го учи тоа што го интересира или тоа за што има дарба, и таму да постигне најголем ефект. Па добро, тоа е и на крајната цел, нели, да имаме што пообразовани млади луѓе, бидејќи еве тестирањата на ПИСА покажуваат, иако можеби мал напредок сега последно во тестирање, меѓутоа пак сме тука некаде на средина 3 нешто, мислам дека се уште е крајно незадоволително, да. А може да е многу повеќе. Околу измениве што се планираат со средното образование, односно со овие нови гимназиски концепти, што е новината што ќе се донесе? Од каде црпевте искуства, министер? Искуства црпи бирото генерално, нели, од земјите на Европска унија и од земјите надвор од Европската унија. Кога зборувавме за гимназиското, веќе ви кажав, значи апсолутно сите земји во регионот со фокус на Хрватска и Словенија кои се во Европската унија. Но не пропуштивме да ги видиме и Германија, и Финска. Прекуокеанските земји имаат сосема различен систем на образование од нашиот и ние можеме од тука да добиеме идеја, не можеме целосно да превземаме и не е соодветно. Ние сепак треба да имаме национален систем на образование кој ќе даде најдобри резултати. Тоа за гимназиското. Во средното стручно образование ние нудиме нешто што досега го немало, а тоа се вика посредно образование. Средното образование за прв пат рековме дека може да трае во концепцијата 2 години, 3 години и 4 години, со проодност на учениците, оние што завршиле 2, ако сакаат да преминат во третата, да можат да преминат, ако сакаат во четвртата, да можат да преминат. Потоа додадовме 1 година посредно образование специјалистичко за некој профил за кој ученикот завршил 4 години. Но во новиот закон за високо образование предвидуваме дополнителни специјалистички кратки студии од 90 до 120 кредити кои ги има насекаде и во регионот и пошироко, повторно со проодност кон тие кратки студии и од кратките студии кон академски студии. Впрочем, внесуваме нешто што го има во Европската унија, што функционира во Европската унија и ние имаме зачетоци на такво нешто. Имаме зачетоци и добро се одвива средното стручно образование заедно со дуалното образование. Каде што има и пракса, нели, вклучено, бидејќи без пракса. Јас повторно ќе кажам, и минатата влада вложи во тој правец, ние само продлабочуваме, прошируваме, интензивираме, се покажа многу ефикасно. Но тоа го диктира некако и темпото на поборувачката на пазарот на труд. Поборувачката на пазарот на труд. На големите компании им требаат добро остручени лица за нивната работа. Тоа што се работи во таа компанија. Тие ги подготвуваат учениците и најголем број од учениците кои не го продолжуваат образованието кон високо остануваат да работат во тие компании, што е одлично. Каков е сега афинитетот за средното стручно образование? Порано немаше многу голем интерес, да речам, кај основците, нели, кога ќе завршеа 8, односно 9, па за да одат во стручно образование, но некако сите клонеа некако кон гимназиското образование. Дали се смени се малку по малку низ годините сликата на тој план? Знаете како, во минатото средното стручно образование некако беше помалку ценето од гимназиското, затоа што се очекуваше после средното да се влезе на пазарот на труд, а после гимназиското да се продолжи кон високо, па средно во стручно беше помалку ценето. Во овој момент е сосема обратна ситуацијата и во Европската унија и кај нас, па така околу 75%
од 9 одделенците кои се запишуваат последниве 2 години во средно образование, се запишуваат во средно стручно. Вие знаете, јавноста знае, дека има недостаток на работна сила, се вика тоа, или за пазарот на труд, од одредени струки, од одредени профили и па сега се и добро, нели, платени тие профили и струки и децата сега и таму ја гледаат таа шанса. Но факт е дека и промоцијата на средното стручно многу придонесе. Го спроведуваме, а и промоцијата ја правиме заедно со швајцарската амбасада, со германската амбасада, шведска сега влезе исто така во едно средно училиште во Скопје. Така да мислам дека во тој правец добро се одвиваат работите, секако децата што сакаат да продолжат кон високото образование тоа можат да го направат. Значи од 17.000 запишани во прва година, 12.000 се запишани во средно стручно. Добро, значи 2/3 горе-доле, така значи така е. Добро, за неколку години се сменила оваа слика. Да. Се променила оваа слика. Добро, иднината е тоа, мора да се учат вештини како може да бидат нели поконкурентни на пазарот на труд, веројатно тоа и влегло во главите, па и родителите како така е. Нели прават влијание врз своите деца, Секако. не дека не прават, мислам сега колку и да сакаме да речеме дека децата сами ги пуштаме да бират, и ние родителите знаеме да повлијаеме и тоа како. Веројатно се сменило нешто на тој план. Околу високото образование, исто најавувате нов закон, знам дека поранешниот закон беше околу 27-8 пати менуван и време е дојдено за навистина нов закон. Така е, повеќе закони за високо образование поминале, различни промени се направиле, но дојдено е време навистина за нов закон, затоа што претходниот се покажа дека не е добар и не ги дава очекуваните резултати, а тоа е подобрување на квалитетот во високото образование. Новиот закон за високо образование се работи скоро цела година, го работеа по групи професори, одделни делови од законот, една група еден дел, друга група друг дел и така. Тоа е многу обемна материја. Кога тие завршија својата работа, уште една група требаше да ги состави сите овие делови во една целина и таа работи подолг период. И можам да ви кажам дека јас се трудев максимално да бидам присутна кога се разгледуваше законот и со секое ново читање наоѓаме уште нешто што треба да се направи. Тој е пререгулиран закон, меѓутоа проценивме работната група дека во овој момент не е погодно драстично да го скратуваме, затоа што може да се јават забуни од типот, ама тоа не го пишува во законот, а веќе луѓето се навикнати на нешто такво. Одлучивме да го оставиме таков каков што е, па ако имплементацијата оди добро, во иднина, нели законот не е уклесан во камен, во иднина според имплементацијата и потребите, доколку треба нешто да се доработи. Покрај законот за високо образование, во пакет мора да оди и законот за квалитет во високото образование. Ние имаме агенција за квалитет во високото образование и науката. Таму ќе имаме структурни промени на агенцијата, така предлагаат професорите. Јас се надевам ќе се усвои се ова за што јас зборувам. Оти ќе помине на јавна дебата, на јавна расправа. Не смееме да брзаме тука, некогаш мораме да побрзаме, но овде не смееме да брзаме. И уште еден закон за научна истражувачка дејност. Сите три ќе бидат многу брзо објавени на ЕНЕР, сите три ќе бидат на јавна расправа. Јас се надевам ќе имаме и собраниска јавна расправа. Оти е важно да имаме и партиски консензус околу одредени определби на овие закони. Се носат со двотретинско мнозинство, да не се структурни или со мал бадентер се носат, да. Сите закони од областа на образованието се носат со мал бадентер. Така, вклучени се представници од опозицијата во подготовките на овие закони, запознаени или се за да не дојде после како, нели, гром од ведро небо, нивната реакција, да речеме? Не можам да кажам дека е вклучена опозицијата, но кога формиравме работни групи, јас како министер побарав номинации од Интеруниверзитетската конференција
и од универзитетите. Тие си номинираа луѓе. Никогаш не сум ги прашала кој од каде е. Но ако вака по познавање на одредени професори ме прашате, групата е многу мешана, но во овој момент работи исклучително квалитетно, според мене, воопшто не се во прашање партиски припадности, туку работат на квалитет на овие закони. Во една прилика имав шанса да се сретнам со председателот на опозицијата и да се договориме дека во моментот кога ќе биде готов законот и поставен на ЕНЕР, ќе го доставам и до опозиционите партии законот, иако ќе биде на ЕНЕР и видлив, но еве ќе ги испочитуваме, ќе ги доставиме. Но до нив тие си имаат комисии за образование, се што ќе предложат ќе биде разгледано. Но не можам да кажам дека и се ќе биде прифатено, но со должно внимание и многу сериозно разгледано, а за тоа што не би било, да речеме, прифатливо, сигурно ќе дискутираме отворено и со аргументи. Така, сега искам да најавам мала пауза за реклами, па продолжуваме. Почитувани, продолжуваме со 24 анализа. Наша гостинка е министерката за образование и наука Весна Јаневска. Госпоѓа Јаневска, зборувавме нели за високото образование, за овие измени, 3 практично закони ќе се носат во еден, се со цел да подигнување на квалитетот на високото образование. Тука нема во нив дел од измените се однесуваат и на наставно-научниот кадар, нема ни тие да бидат иземени, дека сега се покачуваат критериумите за добивање на наставно-научни звања. Може ли нешто околу тоа? Точно. Во минатото имаше закон во кој постојаа критериуми. Кога се носеше тој закон, малку се разбурка академската заедница, прашувајќи се дали ќе може да ги исполни критериумите. Се покажа дека може. Потоа тие критериуми беа укинати. Во периодот кога имаше критериуми, малку се подкренавме на Шангајската листа. Кога се укинаа критериумите, паднавме на Шангајската листа. Од тука заклучокот дека критериумите се добра алатка за покачување на нивото на квалитет во високото образование. Оти пак Шангајската листа тоа проценува квалитетот на високото образование. Еден од елементите кои ги проценува Џиотонг институтот, всушност е и успешноста во научната работа на научно-наставниот кадар, велиме. Има земји каде што науката и образованието се одвоени. Во нашите универзитети и факултети звањата се наставно-научни, што значи професорите имаат обврска да имаат наставна дејност, но имаат обврска да имаат и научна дејност. При научна дејност се подразбира разни истражувања, анализи, учество во проекти, од што вообичаено произлегуваат научни трудови кои треба да се објават некаде. Во некое списание научно, стручно, какво и да е, соодветно на истражувањето кое е направено. Со оглед на тоа дека немаше во законот критериуми каде и што треба децидно да се направи, тоа и не се правеше. Сега ги зајакнуваме тие критериуми, бараме од наставниците во сите звања, значи почнувајќи доцент, вонреден, редовен професор, да исполнат одредени критериуми, за да можат да бидат избрани во следното звање. Ќе видиме каква ќе биде реакцијата. Со групите со кои што работевме, постигнавме консензус дека тоа се остварливи критериуми. Дали ќе бидат напорни, веројатно за некого понапорни, за некого помалку, но битно е дека се критериуми кои може да се постигнат. Истото се однесува и за научните соработници. Имаме институти кои се бават во поголем дел од своето функционирање со наука и само во мал дел во постдипломските и докторските студии со образование. Истото се однесува и на нив и истото се однесува и на идните ментори. Законот нема да важи ретроградно, тоа што е направено, тоа никаде го нема, нели? Но од неговото донесување натаму ќе важат овие критериуми со преодни одредби за
наставниците кои се наоѓаат во некоја меѓуфаза, Така. нели, на половина избори. Често наставниците знаеат да кажат, професорите знаеат да кажат дека немаат пристап до научни бази на податоци, но мислам дека не е така. Вие мислам дека така со научната база на Европската унија, че нам со Web of Science така да. Да, тоа го решивме. Сега тоа веќе е надминато условно речено, така да нашите наставници, професори кои сака нели да црпи искуства, информации, научни достигнувања, значи сега му се практично на тапет дадени. Околу високото образование, министерке, кога сме вие на почетокот, кога го преседовте мандатот, прво, меѓу првите работи со која што се зафативте беа евалуацијата на наставните програми на високообразовните институции, што приватни, што државни во државава, бидејќи утврдивте дека некои само штанцале дипломи, за тоа бевме укорувани, нели, излегувале информации дека платиш и добиваш диплома без да учиш, без све, што секако го урнисува угледот на оние луѓе што редовно си се образуваат и што сакаат да бидат според словото на законот, што се вика образовани и тоа. До кај дојдовте? Знам дека последниот пат кога правевме разговор од прилика пред 5-6-7 месеци, рековте дека 5-6 научно-наставни програми се укинат и не знам сега до каде е дедена таа работа. Она што досега е направено, значи 14 научни институти се затворени, избришани од Централниот регистар. Една високообразовна установа е затворена и една високообразовна установа доби забрана за упис во следната година. Една медицинска струка е укината. И потоа дојдоа на ред изборите и ние, локалните, и ние тука заправме затоа што тоа можеше да се свати како притисок или нешто друго. Има потреба и за понатамошни... За сега повторно да го отпочнеме тој процес. Многу е тежок тој процес затоа што и тука законите не се сосема искажани. Веројатно порано и немало потреба да се обрне на ова внимание. Во новиот закон за високо образование децидно ги кажуваме причините и начинот на кој една високообразовна установа може да се отвори, но и да се затвори, и дозволуваме структурни промени во универзитетите, меѓу универзитетите, тоа што досега го немало, за да можеме и овој процес да го завршиме. Она што во однос на студиските програми, Македонија има 1400 студиски програми, што значи имаме програми на некој факултет кај што се запишани 3 студенти, па друга програма кај што се тие, не. Тоа и тука имаме сериозна промена, велиме дека модуларно ќе се работи, што значи дека факултетот, еве да избереме правен, во првите 2 години ќе има иста програма за сите, а во вторите 2 ќе се подели, например, на кривично право, граѓанско право, какво и право да имаат, нели, јас сум доктор, за да можат децата да се специализираат, се извинувам, студентите во одредени области, но не да оди по посебни студиски програми, кои можат да се шират во недоглед. Дополнително, веднаш после нова година имам средба со ректорите на јавните високообразовни универзитети да се договориме кои од тие студиски програми тие сами ќе одлучат, но еве да добијам информација, ќе бидат укинати, кои ќе продолжат да постојат, но и да се договориме дали е неопходно Македонија да има 20 правни факултети. Дали е неопходно да имаме, не знам, 5 факултети по архитектура, 3 факултети по ветерина и така натаму. Јас само ќе соопштам што е корисно за државата од анализите кои што сме ги направиле. Ти имаат автономија академска, но досега од ова година и пол нешто повеќе искуство,
за прв пат ние се гледаме како партнери со универзитетите. Ако порано јас бев на страната на професорите, Така, порано, вие бевте професор по во фактологија, Министерството, од Министерството се плашевме и гледавме опонент, сега имам впечаток, тие ке кажат секако дека за прв пат ние се гледаме како партнери кои заеднички сакаат да постигнат одредена цел, а тоа е повисок квалитет во високото образование. Имам комуникации со дел од приватните високообразовни установи, затоа што сметам дека тоа треба да се изразговара, некогаш и да се испреговара, затоа што до овие 14 институти неколку од кога видоа дека има проверки, дека се бараат стандардите, нормативите, сами рекоа дека не. Па ќе поразговараме многу брзо со сите нив и ќе продолжиме со процесот на обстојување на она што ни треба и што работи по закон и затварање на она што не ни треба и не работи по закон. Бидејќи некако и поголема сегрегација постои, како да кажем, наместо концентрација и на кадарот, и на студентите, и на учениците, практично студенти за високообразовните институции. Така е, јас го кажувам примерот во основно образование, каде што велам дека 5 деца од едно село се затворени во самиот собствен круг 24 часа и дека треба да се придрижат кон поголема средина на ученици за да научат повеќе компетитивно социјализација, истото важи и за студентите. Замислете на цела програма 3 студенти. Нели, тие ќе ги разменат сите своји мислења, ќе го научат материјалот, ќе го продискутираат, но неа имаат ширината во групите каде што има по 50, по 100 студенти, што секако во научната фела се смета за голем придонес размената на мислењата, теориите, хипотезите и така натаму. Така. Министерке, што велат еве странскиве експерти кои што се вклучени во нашиве реформи образовни, не само сега и биле вклучени цело време, каде е македонското образование, каде они му го ставаат местото? Дали сметаат дека е хаотично вака како што е, со застарени програми, со немање учебници доволно? Може ли да се поврзат конците? Ние имаме они докази. укажуваат, да. Тие укажуваат. Да. Ние имаме докази на PISA, на TIMSS, на PIRLS, на нашите национални тестирања и имаме докази на Шангајската листа. Тие само многу ни помагаат, и ако од другата страна, од моето искуство кажувам, видат соработка, навистина и советуваат и помагаат за да се постигне она што треба да се постигне. Како било порано, не можам да ви кажам. За да го фатиме чекорот со времето, со новото време, да немаме изгубени генерации или деца кои што не ќе гледаат овде, како да кажам, интерес за образување, па ќе одат на страна, дополнително. Не знам дали е во ред министер да си дозволи малку грубост, но се надевам дека нема да биде така сватено, ќе биде сериозно нешто. Да, нашите студенти сакаат да студираат во странство, во главном оние кои по блиските земји кои им се подостапни, затоа што сметаат дека така им е отворена вратата на Европа. Дел од нив сметаат дека организацијата на тоа образование е подобра, дел од нив сметаат дека знаењата што ќе ги стекнат се поголеми, да речеме. Разликите во однос на вработувањето на наши луѓе во странство, македонци кои стигнале, не се толку големи. Ние имаме наши студенти кои се вработени на странски универзитети, престижни странски универзитети, завршиле тука, во големи престижни компании, нели, во оној развиен свет, што значи дека тоа зависи од системот на образование и од индивидуалните, нели, способности секако. Но, кога се однесува за високото образование, студентите кои ќе вложат напор и се амбициозни да постигнат одредена цел, тоа е доволно за да можат, нели, да работат ваму каде што набројав.
Но сепак, постои разлика меѓу нашиот образовен, високообразовен систем и тие во другите земји и наша цел е да го изедначиме квалитетот на образование кој што ќе го стегнат тука и таму. Што е со неформалното образование? Се навестува дека ќе има и тоа свака со дел од луѓето што зборуваме, сме нели во контакт тоа, велат дека е многу добра работа ако се случи. Што предпоставува тоа или што ќе предпоставува? Мора да се случи, жал ми е, ние сме закаснеле во одредени делови, но тоа сега и не е битно е да тргнеме, да почнеме и да тргнеме. Имаме нова концепција за образование на возрастни, за неформално и информално образование, каде што ќе има и валидација и акредитација, и каде што оние кои не завршиле никакво образование ќе можат да завршат барем основно, а доколку се поамбициозни и повеќе од основно образование, и каде што некои кои се квалификувале, стекнале одредени компетенции, но не можат да се најдат на пазарот на трудот, ќе може да стекнат други компетенции барани на пазарот на трудот. Исклучително е важно за да ги задржиме нашите луѓе и нашите млади во земјата. Па и тука имаме една разлика. Во Европската Унија многу повисок процент на луѓе од 25 до 65 години се вклучени во некаков процес на едукација. Кај нас тоа го прават многу помал број на на веќе завршени кои не се нашли на пазарот. Иако има тоа доживотно образование и тоа, меѓутоа колку го користат, тоа е друго прашање. Така е, и затоа ние решивме да направиме поголема промоција, и владата со оперативниот план, но и ние како Министерство за образование и наука да го понудиме ова на граѓаните, да го промовираме, за да можат дури и повозрастните, дури и пензионерите кои има... сега се отвори можност, нели, да може да бидат вработени пензионери, нели... Така е, и доколку сметаат дека можат се уште имаат време и способности да работат, со тоа што ќе имаат кратка реедукација на она што веќе го стекнале, токму за потребата на пазарот на труд на одредена компанија. Така наречен работнички универзитет, нели го имаше така, беше насловен од минатото. Што ќе се разликува сега ова неформално образование? Информациите велат дека она што се вика работнички универзитет веќе некако ја губи својата улога и знаењето кое таму се стекнува е, да речеме, би било на некое пониско ниво од ова што ние го предвидуваме. Битно е граѓаните да знаат дека имаат можност да го направат тоа за да можат да се најдат на пазарот на труд. Тоа е најважно. Така. Што битно со зипувањето или намерите за зипување во едносменско? Сега повторно ќе вратам на основното образование. Какви се, докаде дојдоа тие работи, тие активности? И тоа е дел од стратегијата. Едносменското образование е неопходно на Македонија. Факт е дека нашите ученици поминуваат многу помалку време на училиште отколку учениците во Европа и имаат помал број на часови. Еве, јас стално ги кажам, тие 900 часови до 15 години кои ги имаат помалку. Разлика. 900 часа до 15 години помалку од децата во Европската Унија. Но и во однос на... Иако си имал впечаток генерален дека многу учат децата овде. Сега дали учат непотребни работи, нешто што не им треба за ова или едноставно... Она што го пренесуваат наставниците, оние кои се малку посмели и поамбициозни, е дека помалку се учи, но ние ги споредивме нашите програми со европските и ги прилагодуваме. Што значи дека нашите деца воопшто не учат повеќе од нив, напротив, се до сега учеа многу помалку од нив. И можеби е невообичаено и за наставниците и за родителите, како тоа децата учат што е демократија во 5 или 6 оделение, како тоа децата учат што е непотизам во 5 или 6 оделение. Но ако прашате едно дете од Германија, од 5 или 6 оделение,
ќе ви објасни што е тоа демократија соодветно на неговата возраст или што е непотизам на неговата возраст. Од тука може би се чудни нештата што децата ги учат, но бидејќи светот се движи во тој правец, јас повторно одговорно тврдам, ако не се прилагодиме на движењата, начинот на кој ќе учат ќе си го прилагодиме на нас, но општите движења мора да ги прифатиме, инаку ќе останеме изолирани, неконкурентни како држава на пазарот на државите. Едносменското. Повторно еден силен дисбаланс. Во внатрешното се намалува бројот на ученици и таму нема проблем во однос на просторните услови, но има проблем на прилагодување на учениците, наставниците и семејствата на едносменското. Но полека се одвива. Во поголемите градови, како што е Скопје, например, Битола, Гостивар, Тетово, некои други градови, да не ги набројувам, имаме друг проблем. Имаме населување со зголемен број на ученици и таму ни фали простор. Така, например, во аеродром во Кисела Вода доградуваме цели блокови на училишта, едно помало училиште кое, нели, во зависност од просторните можности, доградуваме. Имаме проект да доградиме од 1 до 8 училници и летоска ова лето ќе почнеме, значи најмалите интервенции каде што треба да се направат, ќе се направат, почнуваме ова лето. Еве, например, општина Ѓорче Петров, мислам дека од следната година цела ќе биде во едносменска настава. Почнавме од 100 училишта, па стигнавме некаде до 120, сега има, со сигурност, знаеме дека 150 училишта работат во една смена и очекувам следната година тоа да бидат 200 училишта. И при тоа морам да нагласам дека паралелно на ова едносменска настава ние мора да правиме и оптимизација. Што значи оптимизација? Она што претходно го спомнав, 3-5 деца не може да останат изолирани во едно големо училиште кое е било предвидено за 200, а сега ги нема. Тие ќе се придвижат кон најблиското училиште, а училиштата ќе бидат искористени за општината, ќе се ги користи за тоа што смета дека ќе и донесе прогрес. Така, неминовен е тој процес, претпоставам, бидејќи во внатрешноста и имаме такви, претпоставувам, објекти, како што велите, биле планирани за 200 деца, па останале се свеле на 3 на 4 во добро, жално е сето ова да се слуша, меѓутоа тоа се тековите, миграцијата, движењата не можат да се запрат како и да е. Некој оди од радознавост, некој оди од економски причини, не можеме никому да забележиме. Министерки, имаме уште прилика 10 на минути, студентите не ги фативме за студентскиот стандард и нели она оброкот што е, нели што велат мора да се прво нахранети за да можат и да учат и да ова. Дали останува сега висината на студентскиот оброк на ова ниво? Во овој момент останува висината на студентскиот оброк на ова ниво. И јас не сум добила впечаток дека тие во овој момент имаат некаква замерка на таа висина, но во студентскиот стандард вложуваме многу, во студентски домови, во погодности кои студентите ќе ги добијат, во стипендии кои ги даваме, огромен број на стипендии од различни категории. Има возможивме се што побараа во минатото, редовно ги добиваат, што ги нема, значи се е во ред. И треба да бидат бучни, се разбира. Но и тие и со нив имаме партнерски однос, можеме да се договориме. Тие сами рекоа, нека бидат и на 3 месеци, да е сигурно дека третиот месец ќе ги добиеме. Или ако вие да добијат предвидливост нели на целиот процес, сигурно. Ако вие можете на еден месец сега се ги добиваат редовно месечно, ученички стипендии имаме многу. Така да засега партнерски делуваме. Така, од социјална природа, да речеме, од социјоекономска природа и со наставниците, мислам дека го надминате тој проблем, платите се покачуваат за 5%, чинам годишно како беше. Во 6 месеци ги покачивме 5 и 7, што е повеќе од 12, нели од на годишно ниво, така.
До сега. До сега. Оваа година ќе добијат сигурно 7% покачување, затоа што таков договор имаме. Ние подпишавме 4 годишен договор, не година за година. Во рокот 4 години, така. Туку годинава, нели, покачување, следната покачување, следната покачување, процентите се различни од 7,5 до 10, не 7 од 7,5 до 10, во првите и во последната 10 до 12, и така очекуваме и економски да се развива и економскиот раст на државата. Сега, засега немаме проблеми, затоа што пак овозможуваме и друго, овозможуваме бесплатни едукации, имавме конкурс за менторство и за советничко место, кариерно напредување на наставниците, кое секако ќе има и некој материјален бенефит. Засега во добар правец се движиме и јас сум многу задоволна. Така, за учебници да прашувам, да не прашувам, бидејќи некои од основните училишта се соочија исто со недостаток на учебници со стартот на оваа учебна година. Сметам конечно дека и тоа го разрешивме и дека, значи, дали ќе има учебници веќе не е тема на дискусија, учебници секако ќе има. Мислам дека и тоа недоразбирање го решивме или прашање, не беше секаде недоразбирање, некогаш беше малку непријатност од родителите да се побара одредена навистина незначителна сума за да се пријави учебникот како оштетен за да може да се замени, но и на таа тема многу дискутиравме. Сега кога ќе го отвориме системот за пријавување, јас вообичаено држам еден онлайн состанок со сите директори, ќе одржиме јас, државниот секретар, раководителот на сектор, било кој, да ги подсетиме како треба да направат. Се надевам дека и тој проблем е надминат. Бидејќи науката ја покривате како ресор, имате поголеми одвојувања во буџетот за наредната година, претпоставувам ова на добробит за научната фела наиде, иако треба уште многу нели вложувања во науката. Она што е добро што оваа влада го направи е тоа што буџетот за образование и наука во 25-та е поголем од 24-та, во 26-та ќе биде поголем од 25-та. Во науката направивме голем исчекор, вложивме сосема пристојни, всушност големи средства, имавме повик за 45 научно-истражувачки проекти, дел врзани со стопанството, смарт специјализацијата, чисто научни, обштествени, и таму вложивме по 125.000 евра на секој проект, тоа значи негде 38 милиони денари, но имаме и покривање на трошоци за објавен труд во списание со импакт фактор, покривање на трошоци за меѓународни симпозиуми, конгреси, што и да е. Значи, ја финансираме максимално колку што можеме. Дополнително, новата агенција Инова исто така има средства со кои ќе покрива научни истражувања, иновации, технолошки развој и иновации, и тоа е дел од развојот на науката во државата. Така да оваа година навистина направивме сериозен исчекор и јас се надевам дека тоа така и ќе продолжи, затоа што пак научната фела покажа голем интерес. Нема страв дека тие нема да бидат заинтересирани. Напротив, многу се заинтересирани. Министерке, за крај на нашиот разговор, останува ли Весна Јаневска во образование, бидејќи вашето име некако се поврза со сите овие најави од владата за реконструкција на пролет, малку поголема, во која што ќе биде наводно опфатени ресорот образование и наука. Тоа го знае. Што велат вашите информации? Тоа го знае премиерот и го знае најтесното раководство на партијата, односно извршниот комитет. И таа одлука легитимно треба да биде, според моје лично мислење, само негова. Тој ја носи одговорноста за целата влада, тој е председател на владата, тој е председател на партијата, јас верувам во неговите избори и како што тој ќе рече, така и ќе биде. Добро. Благодарам што поразговаравме на тема образование и наука, па еве и за нели можноста за реконструкција или реконструкцијата на владата, ќе видиме до пролет што ќе се случи и како. Благодарност уште еднаш еве што поразговаравме на темата образование, иако има уште многу прашања, ама немаме толку време. Ви благодарам и јас вам. Така и благодарност до нашите почитувани гледачи за интересот. Довидување.